На денешен ден, 10 септември. – 1526 година. Турската војска под команда на султанот Сулејман I по победата над унгарците во Мохачката битка успеа да го заземе Будим, кој стана седиште на Будимскиот пашалок, провинција на Османлиското царство во наредните 150 години. 1721 година. Шведска и Русија со мир во Нистад, Финска, ја завршија големата северна војна, започната во 1700 година, во која рускиот цар Петар Велики ги победи швеѓаните, со што доби излез на Балтичкото море. 1839 година. Роден е американскиот филозоф и логичар Чарлс Сандерс Пирс, основач на прагматизмот. Верувал дека идеите најмногу можат да се испитаат со истражување на последиците кои ги предизвикуваат. Немал универзитетска кариера, главно работел во владини служби, а неговите влијателни собрани дела се објавени постхумано. 1855 година. Роден е германскиот археолог Роберт Колдвеј, кој од 1889 до 1917 година го истражувал Вавилон и докажал дека библиската метропола на реката Еуфрат, јужно од Багдад, навистина постоела. 1905 година. Во Велес е роден Алексо Демниевски Бауман, македонски борец во Шпанската граѓанска војна и во Нов на Македонија од крајот на 1944 година. Во Шпанската граѓанска војна беше командант на баталионот Ѓуро Ѓаковиќ, а потоа, откако беше унапреден во чин мајор, стана командант на интернационалната бригада Георги Димитров. Во Нов на Македонија беше командант на 15-тиот македонски ударен корпус. Умрел во Белград на 5 септември 1961 година. 1910 година. Во Прилеп е роден Мирче Стојанов, Димче Мире, учесник во Националното ослободително движење, член на президиумот на АСНОМ, председател на Народното собрание на НР Македонија, еден од основачите на архивистичката служба во Македонија. Умрел во Скопје на 4 септември 1991 година. 1914 година. Роден е американскиот филмски режисер Роберт Вајс, два пати добитник на Оскар. Вајс кариерата ја започнува како монтажер на филмовите Граѓанскиот Кейн и Величествените Амберсонови на Орсон Велс.